Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ова утро избравме едно убаво, сончево утро да го пренесеме во вашиот дом, како што и од низините раце произлегува на вистина сончеви и извонредни производи кои се македонски, создадени од една дама која случајно своето хоби денеска може да биде и во вашиот дом. Добро утро за Марица. Добро утро. Марица, од каде започна идејата да почнете да го изработувате се ова што е пред нас? Работата дојде спонтано. Не беше прашање на конкретен момент, кога кажав да, сега почнувам со оваа работа. Рачните изработки се нешто со кое што се занимавам речиси цел живот, практично кажано. Тоа е еден вид на уметност која што за мене лично представувала терапија во многу периоди од мојот живот. Така што спонтано, меѓутоа залез зема работата откако станав мајка. Нормално, со малечко дете секогаш има потреба од нови идеи, нешто да се работи постојано. За среќа имам керкичка и она покажа голем интерес секогаш, значи покажувала интерес за тоа што го работам. И така некако ми се најде практично да можам нешто да работам, во исто време да обезбедам игра и занимација за ќерка ми. И така се разви работата. Ден за ден почнаа да се собираат изработки, почнав да подарувам. Мислам дека тоа ми беше најголем ветер во грб. Способноста да создавам нешто со своји раце и да можам истото да го подарам, некој да се израдува, да остане некаде во нечии раце, особено детски раце. Што децата најмногу сакаат и колку вашата киркичка ви е инспирација и водилка за нови ликови кои им се хит, за животни, тајни, сказни кои што ги преточувате во ликови создадени од вашите раце? Што сакаат децата? Децата сакаат се ако почувствуваат дека тоа што им го даваме воедно значи и внимание и љубов. Нормално се што изобилува со бои, со додатоци, да. Меѓутоа генерално не се случило да добиам негативна реакција од страна на детенце, па дури и на возрасен кога подарам нешто или кога добијат некоја моја изработка. Значи децата сакаат се, а конкретно мојата ќерка, значи со неа веќе сме во состојба на ривалство. Дома моментално не поседувам ништо лично мое. Цел алат за работа е нејзин, повеќе нејзин отколку мој, сака да биде вклучена во се. Така што секојдневно ме инспирира, можеби не со конкретни барања и примери, меѓутоа ми помага да си ги проширам видиците, да, и да размислувам околу нови идеи. Колку е тешко да се создаде? Пред нас имаме една пресладка панда, имаме една патка која што лета, имаме ликови од бајките кои што сите ги препознаваме и прекрасни новогодишни лампиони кои што може да украсат нечија елка. Колку време треба? Дали е комплицирано и што било најтешко да изработите од се ова што го гледаме тука? Па временска рамка не можам да дадам. Некогаш дури за две исти изработки потребното време се разликува и тоа зависи не само од искуството, нормално со тек на време се стекнува повеќе вештина и искуство, се крати процесот во поглед на некои работи, меѓутоа се продолжува во поглед на други работи. Јас по природа сум перфекционист и ми беше многу тешко да си зададам временска рамка во која што треба да го завршам некој проект и да бидам задоволна со резултатот. Значи можам да го завршам за одреден временски период, меѓутоа мислата ми останува долго потоа дека можеби требаше, па повторно го повторувам истото со цел да го усовршам финалниот производ. Генерално и изненадувачки за многумина, по големите производи, големите мечиња, плишаните, по големите проекти, бараат помалку време, споредено со малечките кои што имаат многу детали, да, се работат со тенок, конец, мора да си ментално ангажиран цело време и присутен, нели, за да не се прават пропусти,
нормално се коригира, меѓутоа тоа влијае потоа на како се оштетува, односно како се амортизира конецот, понатаму ќе збориме и за боите и така натаму. Значи, помалите проекти повеќе време бараат, не сите, претежно, меѓутоа се затоа и доста поатрактивни, поценети, да. Како и колку е достапен материјалот со кој работите? Во вашите раце ги имате и оние за хеклање и за нешто што од нашите баби, од нашите мајки ни е познато како алатки, но подзаборавено. Колку е волницата конецот достапен на нашиот пазар? Достапен е. Не можам да кажам дека се соочуваме со некои огромни потешкоти во поглед на набавката на материјал. Меѓутоа знае да биде предизвик во поглед на сериите конци кои што ги добиваме кај нас. Конкретен пример да кажам дека ако сум го изработила ова мече со оваа нијанса на жолта и црвена боја, може да се случи за 2 месеци од сега да не можам да ги набавам истите нијанси, нели, доколку има потреба. Не е огромен проблем. Луѓето имаат разбирање. Јас сум секогаш коректна, се трудам нели веднаш да кажам со какви потешкоти пред нарачката може да се соочиме, да. Најчесто немало проблем, меѓутоа ете, ова го кажувам според моето лично искуство, знам дека има одредени креативци, изработувачи на играчки, на други производи кои што имаат поголеми потешкоти, меѓутоа тоа е заради природата на нивната работа. Они работат други изработки, можеби макраме техника и Марица, ви посакувам успех. Ви посакувам низа на изработки кои ќе стоплат многу срца, особено во овој период кога ја заокружуваме старата година и ќе започнеме нова година. А тука сме секогаш да споделиме нешто убаво, нешто што од една мајка се создава секојдневно. Ви благодарам. Благодарам. А вам, ви посакувам да купувате македонски производи, да дадете поддршка на една мајка која и tekako знае да изработи нешто кое ќе стопли детски срца, возрастни и ќе поттикне насмевка. Радост е она што сакаме да го шириме.